за новите дилеми кои што се појавија во НАТО и ЕУ во однос на употребата на западно донирано оружје за Украина за напад врз територијата на Русија. Ова утро анализираме со нашиот редовен гостин, професор и геополитички аналитичар Методи Хаџијанев. Добро утро, професоре. Добро утро. Професоре, дали НАТО и ЕУ, односно челниците на НАТО и ЕУ, Столтенберг и Борел, дадоа виза да се користи западното оружје за напад од Украина во Русија? Што би значило ова ако се случи, ако навистина се употреби ова оружје, западно нуклеарно оружје, што ќе значи во натамошниот развој на овој конфликт? Значи, прво, ниту Борел, ниту Столтенберг имаат мандат да дадат такво светло. Тоа може да го дадат самите земји, овој како се вика, членки. И нормално, дури во самите регулативи, меѓународните принципи, правила за користење на оружјето, тоа е така наречено механизам или инструменти за контрола на пролиферација на оружјето, е дефинирано дека земјата која што е производител има право да забрани на земјата корисник во договорите кои ќе го испорачува тоа оружје, каде и зашто ќе биде користено тоа оружје. Тоа се всушност и главните сега, да кажеме, клучни точки преку кои дел од западните земји кои што испорачуваат оружје се произнесуваат дали дозволуваат нивното оружје кое што е донирано, дадено, продадено и така натаму да биде користено за какви цели или да не биде користено. Дел од ова оружје кое што е сега, да кажеме, во Украина, од страна на државите кои што го донирале тоа оружје, е дадено зелено светло дека е легитимно согласно меѓународното воено право да Украина го користи тоа оружје на територија на Русија, бидејќи тоа е, нели, начин преку кој таа ќе може да се одбрани, бидејќи тоа се методи, нели, на војување кои што спаѓа во една од трите пилари на меѓународното воено право, затоа што станува збор за војна таму. Од друга страна, апсолутно, значи, Столтенберг е во право тука кога вели дека Украина има право да се брани на тој начин. Но право е и Путин кога вели дека ако вие тоа го користите, тогаш станувате легитимна цел, бидејќи согласно исто така меѓународното право, посебно преку судската пракса, во неколку случаи на Меѓународниот суд на правдата, е констатирано во интерпретацијата на овие, нели, принципи и правила дека доколку некоја од завојуваните страни добива помош во оружје, ресурси и така натаму од друга страна, и тогаш таа страна е страна во вооружен конфликт, односно страна во вооружен суд. Што сега тоа ќе значи во реална смисла, како тоа ќе се операционализира, е нешто што може да предизвика сериозен проблем или каскадни ефекти во смисла на ескалација на состојбата надвор од Украина. Тоа не мора да значи дека ќе има масовни операции, но дека ќе има одмазнички напади е веројатно. Дали ќе се случи треба да видиме, бидејќи тоа ќе зависи исто така од калкулусот на риск анализата кој што ќе се направи, што ќе значи тоа ако Путин врати на НАТО земја, дали тоа ќе значи дека НАТО земја е нападната, дали тоа ќе значи дека членот 5 ќе се задржи така натаму, во кој што веќе сега влагаме во една цела нова процедура на тоа како се носи или како се активира членот 5, дали тогаш ќе има единство или пак НАТО ќе треба да формира коалиција на волјата, како што тоа беше за време на глобалната војна против тероризмот. Зошто го велам ова? Многу е веројатно дека за да може да се, знаејќи го механизмот како се носи одлука за дејство по член 5, ќе треба најверојатно тоа да биде донесено со консензус. Меѓутоа, тој консензус е многу веројатно дека по изјавите ќе биде прекинат. Ја имате Словачка, ја имате Унгарија, Италија и некои други држави кои што веќе изразуваат воздржаност за ваков пристап. Така и воопшто не сакаат да влетаат во таков конфликт. Апсолутно, внимавајте, Италија од целата оваа бркотница која што сега се случува, дури и повлече дел од своите системи кои што ги даде како компензација на Словачка, во доменот на заштита од противвоздушна одбрана или системи за противвоздушна одбрана, мораше да ги повлече, особено заради тоа што не сакаше да биде доведена во ситуација дека нејзини оружје ќе бидат вмешани во некаков си директен конфликт, или заради тоа што свати дека ресурсите за
подхранување на овие системи се веќе лимитирани, односно нема капацитет да се произведат толку многу колку што се користи во Украина. Сите овие сега параметри се нешто што ќе најверојатно одгатне равенката која што се поставува сега помеѓу двете спротивставени страни, НАТО и Украина на една страна, Русија и авторитарните режими кои што ја поддржуваат на друга страна. Така, професоре, каде САД, Соединетите Американски држави, и тие донираат оружје за Украина? САД мора да бидеме коректни и да кажеме дека се многу конзистентни. Дали не се допаѓале или не изјавите, се многу конзистентни во нивните ставови. И ако видите, тие водат дипломатија која што генерално држи една иста линија и заради тоа тие потенцираат дека се уште не дозволуваат нивните системи да бидат користени на тло на Русија, бидејќи смета дека тоа може да има полоши каскадни ефекти или полоши последици кои што ќе имплицираат конфликт за кој што најверојатно нивните риск анализи велат дека сега во овој момент не им е потребен визави оно што се случува во Пацификот, визави оно што се случува во Блискиот исток со Газа. Така, еве утрово Лавров имаше една изјава или директна закана до Соединетите Американски држави дека ако ги користат борбените авиони F-16 со нуклеарни боеви глави, дека тоа е веќе има ескалација и возвраќање. Нуклеарен не мора да ги користат, значи заканата е малце поинаква. Не мора да значи дека F-16-ките ќе носат нуклеарни боеви глави. Туку фактот дека F-16 има капацитет да носи вакви боеви глави, за Русија е зелено светло дека они тие ќе сметат дека ќе одговорат со нуклеарен одговор, бидејќи тоа го има ставено во нивната доктрина. Ова е нормално, особено заради тоа што тоа е јазикот на времето на студената војна, значи не велам дека е добро, кога велам дека е нормално, не велам дека е добро, туку е нормално затоа што тоа е јазикот на студената војна, која одговара на концептот на теорија на одвраќање, во која противниците генерираат наратив, однесување и активности со кои сакат да создадат психолошка перцепција кај потенцијалниот противник дека се сериозни во она што ќе го направат. И заради тоа најверојатно и оваа изјава дека Русија е спремна нуклеарно да одговори на користењето на F-16 авионите. Професоре, паралелно еве со оваа сага за оружјето, дали да се употреби или не, има и еве Унгарија, на пример, Орбан беше дециден дека постои некаква иницијатива во рамките на НАТО да се испраќаат и војници, и еве Унгарија беше децидна, Орбан вика ние нити испраќавме било каква помош, ниту пак војници, тоа не станува збор, и Бугарија исто негираше. Ако се спомнувате, пред да го кажем ова, ја реков затоа можно е да НАТО нема да има член 5 да го активира, туку да активира коалиција на волјата, како механизам кој што бил применуван во праксата, како што беше во случај за глобалната војна против тероризмот, бидејќи сите вербално се согласија за тоа дека САД се нападнати во услови на глобалната војна против тероризмот, но не дадоа зелено светло за употреба на сила во Ирак како преемптивна самоодбрана. Истото најверојатно можно да се случи и сега. И ако се слекавате на овој форум, веќе рековме, говоревме, ми се чини дека и минатата емисија со вас говоревме за ова, а тоа е дека се поголеми се изгледите дека Западот, за да може да избегне поголеми катастрофи, бидејќи гледаме како се одвиваат работите на терен и во пракса, најверојатно ќе прибегне кон латентна окупација на поголемите центри во Украина, со цел да воспостави сили кои што физички ќе ја одвратат Русија од евентуален или ќе ја стави Русија понатаму на тест, дали таа ќе биде спремна да влезе во конфликт со 30 земји членки условно. Професоре, тука сакам да го искоментирам, да искоментирам и последната изјава на фон дер Лајен, која што или нејзината иницијатива, прибанкинг иницијатива, која што се однесува на наративот кој што ја загрозува, зборувавме претходно дека ја загрозува западната демократија и ја става под прашање дали може да ни објасните за што станува збор? Значи, идејата доаѓа од една екипа која што се бави со дезинформации. Заборев се како се викаше госпоѓа која што го работи ова. Прво напише еден труд на таа тема,
за дебанкинг како дел од превенција. И идејата е да изградите резилиентност со тоа што ќе го превенирате, наместо да се борите со последиците, како што фон дер Лајен вели, да ставите вакцина за да го се имунизира системот. Проблемот кој што може да се јави тука е дека ви у суштина веќе однапред сте лимитирале или ги ставате вредностите на либералната демократија на пауза. Тоа значи дека апсолутната вистина ќе треба некој да ја дефинира за да можеме да зборуваме за прибанкинг. Прибанкинг значи ќе имаме дефиниран, мора да имате бенчмарк, репер во однос на што вие ќе дефинирате дека не е вистина или така, вистина. И се што е надвор од тоа. Се што е надвор од тоа. Сега, да бидеме до крај коректни, овој потек е потек кој што се презема и го преземаат државите за време на конфликт и војна. Проблемот со тој е сега како ќе успее Европската унија ова да го продаде во стратешката комуникација која ќе тврди дека се бори против авторитарните режими. Ако го ставите, ќе ви дадам само еден обичен пример. Пробајте сега при банкингот да го аплицирате во Газа наспроти при банкингот во Украина. Пошто Европската унија, фон дер Лајен и така натаму, не сите земји членки, имаат безрезервна поддршка за Израел. Така. Тоа значи дека секој оној кој што ќе сака да се бори како иницијативе за human rights, за човекови права, да, како студентите што беа така натаму, значи дека ќе влезат во прибанкинг, тоа значи дека ќе бидат спротивно на однапред утврдената вистина. Така и за нив ќе има реперкусии, санкции. Тоа значи автоматски сега, ако го прелеете, вие веќе немате либерална демократија. Значи станува збор за нешто друго. И затоа реков, ворете, значи не навлегувам во тоа дали требало или не требало. Од безбедносен аспект сметам дека ова е потек во кој Европската унија ги штити вистински интересите и е свесна за последиците, односно дека е во војна. Значи е во конфликт кој што е неизбежен најверојатно со како се вика со авторитарните режими кои што експлоатираат, внимавајте, ги експлоатираат вредностите на унијата. Со ова она ги штити. Но сега ќе мора да развијат начин како тоа ќе го продадат. Не разбирате ли? Бидејќи тоа ќе значи сега дека ќе треба да жртвувате голем дел од вредностите за кои што тврдите. Така, ние се стремиме кон европските вредности, ние сме аспиранти кон Европската унија. Тоа за нас ќе треба сега да значи наше редефинирање, појаснуваме што тоа ќе значи, затоа што замислете си сега излезе владата и рече, окей, се што ние ќе кажеме дека е апсолутна вистина е прибанкинг, се другото ќе биде спротивно на тоа и секоја друга реч што ќе се каже ќе биде спротивно на државните интереси. Така и не го ја поедноставувам ова, пошто ја не знам како поинаку да го толкувам ова, бидејќи сметам дека многу лошо го изведа ова. Требаше најверојатно да го направи унијата на некој стратешки форум на кој што ќе се дебатира за ова, да го објаснат тоа до крај. Оти вака како што го кажа фон дер Лајен, е тоа, значи вие за да направите прибанкинг треба да имате дефинирана ова е апсолутната вистина, тоа се вредностите на унијата. Меѓутоа ако ги тестирате во пракса, ќе ви се скршат Израел наспроти овој како се вика Украина, односно Газа наспроти Украина. Како ќе ги дебанкирате тие работи? Да. А имате значи тежиштето на аргумент е поинаков. Нема да биде на вредностите, затоа реков најверојатно Унија ќе ги стави на пауза сега почитувањето на вредностите, бидејќи става emergency, што пак ќе бидеме до крај коректни, е можеби разбирливо, бидејќи и во време на војна вие економијата не ја имате либералната економија како што е, така, ставате воена економија која што има поинаква логика, поинакви приоритети и покрај тоа што профитот и интересот и ефикасноста и ефективноста можеби не даваат логика, произведувате и складирате муниција, оружје и опрема, нели? Кој води на контото надвор од либералните вредности, комодитет, слобода на движење на услуги, на стоки, луѓе, капитал, имате поголема контрола, државата повеќе се меша. Зошто? Затоа што се вонедни времиња. Ако е тоа така, значи ќе мора сега, затоа реков, ова унијава да направи добар оперативен дизајн преку кој ќе стратешки го искомуницира се тоа, за да стане јасно, затоа што внимавајте, многу кревки демократии можат дебело да заглават со оваа приказка на дебанкинг и да заглавиме во она што ќе каже партијата.
Односно, оно што ќе каже одреден центар на моќ. Не мора да значи да е тоа партијата. Може да бидат и корпорации. Внимавајте, ако на одредени корпорации кои што се донатори на политичките елити. Автократски лидери ќе се појават. Оти еден од најголемите критики на Унијата е дека таа всушност или државите треба да голтаат одлуки кои што ги носат политичари кои не се избрани од народот. Туку се именувани. Ме разбирате? Так. И сега тука дали ќе го ставите акцентот на либералниот концепт и на идеалистичкиот концепт во тоа дека државите имаат ограничен суверенитет и дека треба да го прелеат на некаква си над влада, супер влада, или пак ќе преовлада реалистичкиот концепт, независно дали е структурален или било каков, во кој државите се апсолутно суверени, ќе зависат и резултатите од целата таа приказка. Ќе видиме како ќе помине ова иницијатива на фон дер Лајен. Европските избори се престојат, ќе видиме ќе има поинакви сили во Европскиот парламент. И колку ќе влијае влијателно, тоа треба да видиме, бидејќи се уште Европскиот парламент нема таа вистинска сила за да може да носи некакви си одлуки. Повторно зависи од клучните играчи, збориме комисијата и ќе има и промени во извршната власт на Европската унија. Професоре Методи Хаџијанов, ви благодарам за гостувањето ова утро во Слободен печат. Почитувани, продолжуваме со другите содржини во емисијата Слободен печат.